Стресните и неповолни временски услови во мај по лозијата ќе имаат последици, најавуваат лозарите. Кои се последиците од неповолните временски услови? Оваа година времето иде како оломнани, што имаше на лозовите насади пламеница. И затоа сега ние се бориме варедно до сега, ги напрскавме 2 пати лозите, за да можеме да ги заштитиме, затоа што времето е променливо, врнетош, испарување има и затоа ние лозарите се бориме за да можеме барем да го спасиме гроздето, што викате, и лозите. За колку би можел да биде помал родот или процентот на зголемени трошоци? Оломнани, кога фана пламеница, 20 милиона, од 15 до 20 милиона килограма гроздје остана на лозовите насади. Сега? Тоа се изгоре. А сега? А замисли сега со 20% до 30% трошковите се наголемуваат, заштитните средства се, затоа што имаме уште едно најмалку плюс 2 прскања. Може ли јуни да ја подобри ситуацијата и родот да стигне на време? Јуни може да ја подобри, што се предвидува од 39 до 39,5 со 1,5 степен да биде пожешко. Овие лозови насади кои се поливаат, кај што има водостопанство, кај што може да обезбеди вода, таму значи ако има температура, значи може на време да до 5 август до 5 септември да стигне винското гроздје. Во случај на последици од мајските временски услови, производната цена ќе се зголеми, што аналогно значи и поголема откупна цена кои ќе ја бараат производителите, кои секоја година на оваа тема имаат проблем.